Институциите на системот да ги вклучат младите во нивната работа и за тоа чесно да ги платат. Така ќе се намали можноста од нивно иселување од Македонија. Корупцијата, лошата здравствена заштита, условите во студентските домови, правата кои ги имаат нивните врсници во странство се причините за заминување на младите. Различни статистики покажуваат дека во последниве 2 децении државата ја напуштиле меѓу 100 и 500 илјади млади луѓе, а меѓу 30 и 90 од нив се изјасниле дека сакаат да заминат, кажаа од граѓанскиот сектор на дебатата Билет во еден правец. Институциите во овој момент доста зборуваат, како што рековме, ги вклучуваат многу често и само како декор младите, меѓутоа она што е недостасува е да ги вклучат со право на глас, со право на одлучување и да го земат оној дел кој што реално треба да го направат и да придонесат. Вработувањето со врски, но и застарениот модел кој се применува на државните високообразовни институции е уште една од причините младите да не можат да најдат работа и да заминат во странство. Многу работи што се учат моментално во државните, во универзитетите не се потребни за потребите што ги бара пазарниот труд. Така што тоа е еден од причините зашто имаме голема младинска невработеност во нашата држава, што варира некаде од 30 до 33%. А за подобрување на стандардот на студентите, на Универзитетското студентско собрание при УКИМ му останаа уште 2 седмици за да го убеди Министерството за образование и наука студентскиот оброк, како што беше ветено есента од надлежните, да се зголеми од 120 на 140 денари. Ние за она кој што се бориме моментално е сумата на оброкот од 15 март да биде 140 денари. Од тоа нема да попуштиме, бидејќи тоа е нашето барање по кое што се согласивме првиот пат. Измените на законот за студентски оброк ќе стапат на сила од новата академска година, дополни Темелковски.